Мобилниот телефон одамна престана да биде уред кој служи само за разговори и социјални мрежи. Денес, со само неколку допири на екранот, може да се платат сметки, кафе, намирници и речиси се што ни е потребно во текот на денот. Дека се повеќе граѓани го прифаќаат телефонот како свој дигитален паричник, покажуваат и податоците на Народна банка. Сепак, дел од луѓето кои застанаа пред камерата на Алфа велат навиките не се менуваат толку лесно и брзо. Па додека едни веќе без размислување плаќаат со телефон, други и понатаму предпочитаат картичка или кеш, бидејќи се уверени дека им нудат поголема сигурност. Картичка најново. Се што е на мобилен немам доверба, може да ми го земат, да ми го украдат, да го изгубам, а на мобилен картичка има, нели, да куцаш сегден така да за 5 минути може сите пари да ги нема. И мобилен и картичка. Со картичка. Зошто? Полесно ми е. Комплицирано со мобилен. Немам доверба. Па скоро никако си не. Господинот мој плаќа со картичка. Зошто? Па некако ми е попрактично. Уште немам верба во мобилните апликации. Готовен. Готовина? Да. Зошто? Дека имам. Со мобилен. Со картичка. Не ми подржава мобилниот таква апликација. Треба да го сменам. И со двете, и со готовини, и со картичка, и со телефон. Само во првите 3 месеци од годинава е забележан раст на мобилните плаќања, што укажува дека овој начин на плаќање станува се попрактичен и поприфатен. Дигитализираните картички учествуваат со 17,9% во вкупниот број издадени платежни картички во земјата, а преку секоја дигитализирана картичка се извршени во просек 4 трансакции со мобилен телефон во земјава, што укажува на постојано зголемување на користењето на мобилните плаќања и промена на навиките на граѓаните во полза на користењето на придобивките од дигитализацијата. Дали граѓаните целосно ќе им се препуштат на новите технологии, останува да покаже времето, но едно е сигурно. Промената е во тек и дигиталните решенија се неизбежна реалност.